Почитувани, и покрај пандемијата со коронавирусот, централната и локалната власт предводени Социјалдемократскиот сојуз на Македонија продолжија со силна реализација на инфраструктурните и капиталните проекти во интерес на граѓаните на општина Прилеп. Пред неколку денови заврши изградбата на патот од Волково преку Прилепец до манастирот Свети Никола. Асфалтирани се 5,5 километри од овој патен правец, колку што изнесува и целата негова должина. Благодарение на посветената работа на градоначалникот Илија Јовановски, на министерот за транспорт и врски Горан Сугарески и Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и рурален развој, граѓаните на Прилеп добија уште еден ново асфалтиран пат со кој што сите можеме да се гордееме. Само во изминатите 3 месеци во општина Прилеп се изгради и асфалтираа улици и патишта во вкупна должина од 25 километри. Од нив 10 километри се реконструкција и рехабилитација на патната инфраструктура во градот, а 15 километри во населените места. Во полн ек се градежните работи за асфалтирање на регионалниот пат од Кадино село до Галичани, во вкупна должина од 3,5 километри. Со тоа решаваме уште еден долгогодишен проблем на жителите од овие населени места, а за кој претходната криминална власт на ВМРО ДПМН немаше слух. Интензивно се работи на реконструкција на градскиот булевар Гоце Делчев. Прилеп добива нов и современ булевар, со 4 коловозни ленти и разделен појас, со тактилни траки за слепи лица, велосипедски патеки, со уредени тротоари и урбана опрема. Во сите населби во градот се реконструираше дел од патната мрежа, а се асфалтираа и голем дел од улиците во населените места: Големо и Мало Коњари, Галичани, Алинци, Лагово, Кадино село. Почитувани, силната градежна офазива во Прилеп дава голем придонес во надминување на економските последици од пандемијата на коронавирусот. Но за полесно да ги надминеме сите предизвици кои ги наметна вирусот COVID-19, потребни се нова влада, ново собрание и легитимни институции. Потребни се избори, за да ги спречиме мрачните сценарии на Христијан Мицкоски и Наке Ќулев, кои што свесно и намерно ја саботираа борбата со вирусот и го загрозуваат здравието на граѓаните, гледајќи во тоа единствен начин да ја продолжат нивната политичка кариера. Тоа ние нема да им го дозволиме. Благодарам.